Родовата еднаквост е темелна вредност во една држава. Еднаквите права и можности се со висок приоритет за нас, а се со цел да се унапредат животите на мажите, жените, девојчињата и момчињата, со што се придонесува кон демократско и избалансирано општество. Еднаквост не значи дека мажите и жените ќе станат исти, туку дека правата, одговорностите и можностите нема да зависат од тоа дали се родиле како женско или како машко. Од тука нема машка или женска професија. За многумина, авиацијата им припаѓа на мажите, но жените велат дека само небото е граница. Ние сме многу далеку процентуално. Од 120 вкупно контролори Скопје и Охрид, само 20 се жени, контролори и помошници контролори, значи тоа е 6%. На светско ниво е нешто меѓу 10 и 15%. Меѓутоа, зачудувачки, сега неодамна бев на една конференција за контролори, Сдружение на контролори на летање во Сингапур. И јас лично сум во нашата што е меѓународна заедница за контролори на летање и ФАТКА наречена, во еден посебен task force кој што се бави со equity, diversity и inclusion. Значи, една од моите лични мисии е да придонесам за женската процентуална зголеменост во конкретно авиација, односно контрола на летање. И правев интервју со колешки од сите делови на светот. Се чини дека Европа е со најнизок процент на жени. Значи, ние како напредни континент, цивилизирани, мажите не го даваат пиедесталот, па тоа ти е и готово. И самите баш тестирања што ги правиме во Европа, имаше анализа дали е самото тестирање направено за така наречено male gamer profile oriented. Меѓутоа, тоа е нешто што допрва ќе се разгледува, затоа што ете и во Јужна Америка, и во Азија, и во Африка, значи е многу поголем процентот на жени. Јапонија, например, 50-50. Колку жени, толку мажи. Турција е 50-50. Ние сме, пак ќе ви кажам, 6% во моментот. И грчевито се бориме за зголемување. Авиацијата има огромен потенцијал да понуди еднакви права и можности за разлика од традиционалниот свет. Во нашата земја, младите се охрабруваат да влезат во него, а мажите се чувствуваат мотивирани и охрабрени, бидејќи небото го делат со жените кои се подеднакво едуцирани да управуваат со него. Баш тоа е најинтересното, дека баш покрај нејзе нема предрасуди. Не е битно кој си, што си, каков си, буквално, едноставно, кога си покрај нејзе целосно си мотивиран да работиш. Независно ни што си како професија, дали ќе го работиш точно тоа што е твоја задача или нешто друго, едноставно имаш само желба за работа со нејзе. Мислам дека полека ги надминуваме тие предрасуди, затоа што јас исто се чудев и размислував како им е на маживе пилоти прво, која ќе ме слушнат мене или моја колешка на фреквенција. И пред многу години од војска пилоти доаѓаа на Кула пред ковидот, често кога имаше воено летање, бидејќи ние сме цивилно воен аеродром и воено летање, доаѓаат колеги од војска, координатори за летовите. И баш сум правила муабет. Викам, вие како воени пилоти, мачо, вака, така, онака, како ви е чувството кога ќе ме слушнете мене или било која жена? Искрено многу се зачудив од одговорот, затоа што одговорот беше вика, нас ни е подобро жена која не води, затоа што вика како мајчински глас кој те води дома, вика не заборавај, вика дефолт сетинги на Google Maps е женски глас. И јас останав зачудена, знаеш, никогаш не размислував дека всушност женскиот глас баш може да биде позитивна страна, нели? Имаме и женски авиоинженер. Оваа млада дама искуството од руската престолнина го имплементира на македонско тло. Кога дојдов тука, не почнав да работам веднаш како авиоинженер. Како авиоинженер почнав да работам во Global во 2019 година. Веќе 5 години сум таму, каде што пополека се стекнувам со лиценци кои ги бара ЕАСА и така да, значи, секој чекор е битен во авиацијата. И многу ми е драго што се повеќе има жени што се вклучени во такви професии. Мислам дека ние што сме избрани на ниво на свет не ја доживуваме толку стресно. Пак ќе речам и од аеродромот и од воздушниот сообраќај со кој интензитета секој ден не е истна работа, ако има некојаш лошо време, ако има војдинзи, ако има поголем стрес, нормално.
доживуваш постресно. Меѓутоа, мислам дека ниту еден контролор на летање не тргнува со мисла денес тешко ќе ми биде на работа, него баш дај да видиме што ќе се случи денеска со тој предизвик. Ги вклучуваме младите, гледаме значи да нема стереотипи мажи жени, што се женски работи, што се машки работи, значи гледаме да биде се опфатно и што почесто да инвестираме во нешто и во квалитетно време. Ја верувам дека младите сакаат да го работат. Гледаме дека има интерес за сето тоа. Најголемиот проблем беше да стигне до младите, да видат дека ова го има, дека може било кој да стигне до него. И така тоа е нашата мисија, да им покажеме на младите дека и тие можат. Иако се забележува одреден напредок, родово базираната дискриминација на работното место, стереотипните содржини во воспитно-образовните материјали, отежнатиот пристап до здравствените услуги наменети за жени и родово базираното насилство се области во кои се неопходни подобрувања со цел да се надминат овие предизвици.